на нашиот Господ Исус Христос. Во денешното свето Евангелие сме сведоци на едно од попознатите Исусови чуда. Имено тој нахрани лјадници луѓе со само 5 лева и 2 риби. Но овој настан не сака да ни пренесе само едно од бројните Исусови чуда. Овој настан е повик да го почувствуваме Божјото срце кое е полно со љубов, внимание и сочувство. И во исто време е огледало за нас, за тоа какви ученици сме, а и какви можеме да бидеме. Овој настан се случува во моментот кога Исус само што ја примил веста дека Иван Крстител, неговиот роднина, неговиот претходник е убиен. Исполнете со тага и болка, сака да се повлече, да биде сам, да се моли, да најде мир, но што се случува? Луѓето го следат и лјадници луѓе одат по него. Тие се гладни, но се гладни за Бога, за неговата близина, гладни се во срцата нивни. И сега доаѓа до израз она љубов на Бога кон човекот. Не се оддалечува, не бега, не се жали од нив и не вели оставете ме, тешко ми. Напротив, се сожалува над нив, го отвара срцето и ги прифаќа. Еве и првата порака од ова Евангелие. Божјата љубов е тука и кога тој страда. Таа љубов не се штеди дури ни во тешките моменти. И тоа не предизвикува и ние кога сме ранети, кога имаме тежок ден, да не го затвориме срцето. Некој може би тогаш најмногу има потреба од нас. Учениците пак практично размислуваат. Распушти го народот, нека си одат, немаат храна, а Исус ги изненадува. Дајте им вие да јадат. Тоа изгледа невозможно, но тоа е неговиот начин на кој поучува. Секогаш не повикува да дадеме нешто од себе, макар и малку. Не бара од нас совршенство, бара дарежливо срце. И ако имаш 5 лева и 2 риби, ако имаш збор, ако имаш нежен допир, насмевнато лице, принеси го тоа. Бог ќе го направи доволно да биде за многумина. А денес многумина се гладни за внимание, за љубов, за близина, многумина се сами, изгубени, незабележани. Исус сака преку тебе и мене да ги нахрани. И не е важно колку имаме, важно е да дадеме. А ова чудо води и до најголемиот дар, Евхаристијата. Кога Исус ги зеде лебовите, ги благослови, ги прекрши и ги даде на своите ученици. Впрочем, тоа го прави свештеникот на секоја света литургија, тоа се случува на секој олтар. Христос и денес ни се дарува како лек на животот. Затоа неделната света литургија не е и не смее да биде наша должност. Таа е место на средба со Бога, место каде доаѓаме со својата глад, со празнини, со грижи, со благодарност и се одиме со Христа во срцето. А кога Него го носиме во себе, тогаш и другите ќе можат да го вкусат Божјото присуство преку нас. И не заборавајте, преостанаа 12 кошници, тоа значи дека Божјата љубов е повеќе од колку што може ние да ја прифатиме. Ако нешто денес те спречува да дадеш, страв, умор, да мислиш дека немаш доволно, не заборавај. Бог умножува. Ти само донеси го на што го имаш, со љубов. Тој ќе направи чудо и сето тоа ќе го преумножи.